11:20, така? Да, тој заборев дека е понапред. Зоран ми се извинува затоа што ми одзел време, ја велам, ја ќе речам благодарам. Благодарам за овој прилог, на тоа мислам. Благодарам на брат Данилов што вчера ми испрати исто така една многу силна проповед од еден католички исто така свештеник, и тоа во неговата црква, значи, одржана проповед. Навистина, луѓето размислуваат, има многу кои размислуваат. Дали ја забележавте она реченица, јас и никога не го знаев овој настап и овој човек, овој свештеник. Самиот рече дека ова се случило на 23 ноември, значи пред 2,5 седмици отприлика. Кога рече дека знаност не е унисона, дали го забележавте тоа? Знаете ли што значи тоа? Значи науката не е еднострана. Тоа што го кажав мијатата сабота. Науката е нешто што се потврдува во пракса. Значи науката не е мислење што некој научник мисли или јас да речеме што мислам за некое прашање. Значи, тоа што ја мислам може да биде моje мислење, теорија, вера, религија, филозофија, догма, но да биде наука треба да се потврди во пракса. Значи, и оно што го кажа Лук Монтање уште пред година дена, тогаш беше само негово мислење, како и мислењето на мнозина други. Но праксата го потврди после овие година дена. И затоа неговото мислење е наука, а не режимското. Бидејќи неговиот став, а не режимскиот, беше потврден во пракса. Ја би сакал исто да одговорам и на прашањето зошто вели тој во Хрватска се спроведува тоа и тоа. Можеме да прошириме зошто во Австрија се случува на дело фашизам од невидени размери против невакцинираните. Зошто во Австралија се случува фашизам од невидени размери против невакцинираните. Ја на сите нив, со се Хрватска, би им рекол, затоа што се сите вие земји со традиција на фашизам, тоталитаризам, и меѓу добрите работи од оваа пандемија е тоа што падна маската и од целата Европска унија. Господ покажа дека не постои демократија. Според мене не постоела никогаш после Христа, никогаш и никаде. И дека лицето, вистинското лице на Европската унија, на Папската унија е фашизам. Но, слава на Господа, што овие денови, иако оваа седмица за мене беше седмица на солзи, молитви и плач, фала на Господа што Американскиот Сенат со гласање го отврли Бајденовиот декрет за задолжителна вакцинација. И тоа е за мене голема победа, уште една голема победа, уште едно големо исполнување на зборовите што ги прочитав на крајот од минатата сабота проповедта. Зборовите од Захарија: не со сила, не со крепост, туку со духот мој, вели Господ над војските, Господ Саваот, Господ над војските. Не знам дали за тоа имаше влијание и изјавата на Менгелеовскиот доктор Фаучи, дека притиснати тој од Сенатот, фатен во лага од Сенатот,
претходниве седмици, бидејќи јас ги следев сите тие говори во Сенатот, особено на Тед Круз, на Џон Кенеди и на уште некој, има еден од Тексас, заборев како се викаше, многу јак говорник. Сите до еден верници се залагаат за традиционални, конзервативни, христијански, библиски вредности. Деновиве и Смешниов се збори дека е содомит и тој председател или директор на Светската здравствена организација. Исто така имаше изјавено дека, како и Фаучи порано, дека вакцините се промашена работа, неефикасни и дека не штитат од COVID. Може би не се осмелија да рече дека го прават токму спротивното, дека и тие се биолошко оружје против човештвото, како и вирусот, и еден куп поранешни вируси, произведени во фашистичките, а не научните лаборатории. Но барем признаа отворено дека не штитат и дека немаат фајде за борба против COVID. Слава на Господа, за мене ова радосна вест и да даде Господ да работите напредуваат во правец на отфрлање на сите овие мерки, на пораз за сета оваа пандемија. Јас би сакал вашето внимание да го насочам денес кон нешто друго, што има врска со сето ова, се разбира. Деновиве папата Франциск се наоѓаше во посета на Грција и мислам и на Кипар. И ова е втора посета на римски папа на соседна Грција. Само по себе показател колку е Грција обезбожена, обезверена и отпадната начело со нивната грчка православна црква. И тоа уште одамна. Се сеќавам 99 година во очи првата посета на тогашниот папа Јован Павле II на Атина. Скоро цел град беше изналепен со плакати, и каде што на плакатите се зборуваше против папата, но она што ми беше посебно интересно, што на самите плакати го нарекува Антихрист. Грците го нарекува Антихрист. Не сите грци, не официјалната црква, но имаше многу независни организации, ревнители, како што се нарекуваат, за православието. Тие отворено го нарекува Антихрист. Не знам како е денес, дали се денес и по тоа прашање легнати на брашно. Но еден грчки свештеник му се приближил на папата и му рекол што? Папа, ти си еретик. Да, оваа седмица. И извештајот вели дека полицијата или обезбедувањето веднаш го совладало и го соборило на земја. Джандар глуп. Човекот не се обидел нешто физички, некое наследство против папата, туку само му дофрлил, му рекол нешто. Се разбира, тоа ниту за папата, ниту за отпаднатите грчки православци немаше некое посебно значење. Меѓутоа, мене ми беше интересна реакцијата на таа вест од страна на некои американски протестанти, бидејќи и на запад се пронесе таа вест, што му рекол грчкиот поп на
на папава во Атина. Папа, ти си еретик. И коментарот на некои протестанти што ја ги прочитав во врска со таа вест беше: да, ова е добро, меѓутоа кутриов човек, се мисли на грчкиов поп, не знае дека и тој самиот е еретик. Сега, тоа е проблемот на традиционалното православие. Нивниот однос кон папата беше дека папата е еретик, и сега и тоа не се кажува, значи сега многу малку православци и тоа ќе го кажат. Повеќето се екуменизирани или по турски, опијанети по библиски со виното вавилонско, а по турски шошардисани. Но ретко кој, барем во минатото тоа го кажуваа и протестанти и православци. Папата е еретик. Но ретко кој се осмелуваше да каже дека е антихрист. Сега, да речеше грчкиот поп: папа, ти си антихрист, никој, ниту протестант, никој немаше да рече или да коментира дека и грчкиот поп е антихрист. Не. Тогаш ќе беше етикетата на место. Папата е еретик, овој особено. Фала на Бога што денес илјадници католици го прогласуваат за еретик, нивниот папа. Фала на Бога за вакви свештеници, фала на Бога за еден куп свештеници денес што постојат, за кардиналот Вигано, кои што покажуваат на вистина дека Бог има свој народ. И во срцето на Вавилон, во самиот Рим. Дали забележавте една вест во текот на месец ноември, која што ја пренесе изјавата на никој друг, туку Трамповскиот генерал во пензија инаку, генералот Флин. Дали ви текнува некој случајно што изјави овој генерал? Кога почна пандемијата уште во март минатата година, поранешниот британски премиер, тој беше Гордон Браун, излезе во јавност и отворено повика да се формира единствена светска влада, бидејќи само таква влада може да се справува со пандемии и разни други климатски, разни други глобални проблеми, кризи и така натаму. Но генералот Флин, знаете каква изјава даде овие денови? Забележа некој. Потребно е да имаме една не влада, се сеќавате, забележавте, може да погодите што рекол? Значи, не влада, тоа го рече оној. Потребно е да имаме една религија. Замислете. Ајде де. И тоа, оној генерал што го сметаа за најголем Трампов приврзаник. До ден денес. Всушност, многу Трамповци, Трамп, цртичка, овци. Уште еднаш ке речам. Пред сите нас се поставува дилемата дали сме Христови овци или сме кравите васански од Амос 4 глава 1 стих. Дали сме
народ или сме крдо? Таа дилема ја поставија ѓаволите овие 2 години, ја лапнаа мнозина, меѓу нив и водачите на адвентистите на 7-миот ден. И тоа е дилема сега што пред секој од нас поединечно се поставува и ќе се поставува, како што кризата ќе се предлабочува. Дај Боже да ја снема, да заврши. Дали ќе го слушаме Христовиот глас? Христовата овца, според неговите зборови, е она што го слуша чиј глас? Христовиот глас. Моите овци, вели Исус, го слушаат мојот глас. Значи, вие сте Христови, ако го слушате Христовиот глас, значи не мојот глас, ако го слушате Христовиот глас, што подразбира Словото Божио, Светото Писмо, Духот на пророштво, затоа што е сведоштвото Исусово, Откровение 19:10, и било кој друг извор за кој што сте сигурни дека ви го пренесува Христовото сведоштво, неговиот глас. Една светска религија, и веднаш мнозина коментатори поставија прашање, која ќе биде таа религија, и веднаш се фатија за тоа дека самиот генерал Флин е по вероисповед римокатолик. Значи, римокатолик го кажал тоа. Јас поставам прашање, дали тоа значи, бидејќи мнозина така се заклучија, дека под едната светска религија се подразбира римокатолицизам. Но, што мислите, дали кловнот Хорхе Берголјо, кој што го нарекуваат Папа Франциск, и неговите господари, кои што го управуваат од позади, дали ѓаволите на овој свет мислат на целиот свет да му наметнат римокатолицизам како единствена светска религија? Не. Ако беше така, ако планот на сатаната беше да го наметне денес во 21. век римокатолицизмот како единствена светска религија, тогаш немаше да го натераат Јозеф Рацингер или папата Бенедикт XVI да поднесува оставка од така наречените здравствени причини, иако и тој е многу жив и многу здрав до ден денес. Рацингер или Бенедикт XVI. Пред 8 години го натераа да поднесе оставка. Зошто? Беше многу конзервативен. Тој навистина се залагаше за традиционалните католички вредности. Тој навистина се залагаше за традиционална католичка Европа, за традиционален католички морал, значи христијански морал. И по нешто друго беше познат, знаеше да даде отворени изјави против протестантите, против сите оние што не се католици, дури и против исламот и муслиманите. Бенедикт XVI беше тоа што си беше и пред тоа, како кардинал Јозеф Рацингер, традиционален, конзервативен римокатолик, кој што не е згоден за агендата на екуменизмот. Не е згоден таков тип за екуменизам. Затоа го сменија и на негово место го донесо овој аргентински кловн, кој што се покажа толку голем екуменист, што во срцето на Ватикан, пред неколку месеци, може би лани беше, не се сеќавам точно, имаш, во самиот Ватикан, замислете, направија церемонија
со која што се прославуваше една паганска божица, една јужноамериканска паганска божица, ја нарекува, го заборев името, мислам на П почнуваше, ја нарекува мајката на земјата или така некако. Значи, чисто паганска религија. Не некоја камуфлирана паганска религија со христијански примеси, какви што има во традиционалното христијанство, посебно во католицизмот со векови, туку отворено паганство. Отворено паганство. Исто така, ислам, христијанство, јудаизам, се е тоа за овој папа, се е тоа исто. Луцифер е Бог. Каша попара направи овој човек и способлазни своји верници, и илјадници римокатолици го сметаат за еретик. Меѓутоа, таков треба. Како што постојат глупандари во политиката, бидејќи нација такви им требаат. Ако си нешто попаметен и посовесен, ќе завршиш со авиончето во еден правец. Како што вели брат Рајче. Така и ваков глупандарски папа, колку и да ги соблазнува прво своите верници, својата црква, сепак таков е згоден за тајните служби, за силите на ѓаволот, за новиот светски поредок. Новата религија на која што мислат не е римокатолицизам, некој традиционален католички систем, туку екуменизмот. Тие навистина спремаат нова религија. Тоа е религијата на антихристот, но не традиционалниот католицизам. Туку оваа нова каша попара што ја направија и што продолжуваат да ја прават. Се сеќавате, пред 2 години, во ова време пред 2 години, почнав една кратка серија предавања за антихристот. Ке ве подстам на тие зборови, само на библиските зборови од тие теми. Прво послание на апостол Јован, Прво Јованово послание, која глава? 4 глава. На кои зборови мислиме? Да прочитаме. Прво послание на апостол Јован, 4 глава, од првиот стих па надолу. Возлюбени, не верувајте му на секој дух, туку проверувајте ги духовите, дали се од Бога, бидејќи многу лажни пророци се јавија во светот. Уште тогаш, значи, при крајот на првиот век, во времето на апостол Јован. По ова распознавајте го Божиот дух. Секој дух што признава дека Исус Христос дошол во што? Тело, но кој беше поточниот превод? Во плот, односно во грешното или смртното тело. Значи, они што не признава дека е во... Добро, тоа е третиот. Секој дух што признава дека Исус Христос дошол во смртното тело, во плотта, од Бога е. А секој дух што не признава дека во тело дошол Исус Христос не е од Бога, и тоа е духот на антихристот, за кого сте слушале дека доаѓа, па и сега е веќе во светот. И на оваа тема имав тогаш пред 2 години цели 3 предавања, цели 3 проповеди.
Дали ова е единственото место каде што апостол Јован зборува за антихристот? Додека размислувате за ова прашање, би сакал да поставам едно друго во врска со екуменизмот. Што би направиле сите, не само адвентисти на седмиот ден, сите што ја празнуваат саботата? Што би направиле ако антихристот, единствената светска влада во некоја блиска иднина, рече вака: знаете што? Подржете се и понатаму слободно сабота, не ви бранам, држете се и понатаму слободно сабота, но што? Мене ќе ме признаете за Бог, мене ќе ми се кланяте, мене ќе ме славите. Јас сум вистинскиот Месија, не оној пред 2000 години. Јас сум, тој беше лажен Христос. Јас сум вистинскиот Месија. И така натаму, и така натаму. Што би направиле? Да ви кажам право, не знам што би направиле повеќето. Но да речеме дека, дај Боже, за такво нешто сите да го отфрлат. Сите што ја празнуваат саботата да го отфрлат тој предлог на антихристот, ако така звучи. Значи, да не се откажеме од Христа, само или да не појдеме да му се кланяме на друг Бог, само затоа што и тој Бог, друг Бог, лажен Бог, би ни давал слободна сабота. Што ќе се случи ако со неделниот закон и во некои подоцнежни фази на тој закон светската влада, било кој режим, побара од вас да одите на работа секоја сабота? Претпоставувам дека, ајде да речеме дека сите, иако тоа е преголем оптимизам, дали сите ќе го одбијат и тој предлог на антихристот. Меѓутоа, овие два предлога, претпоставени од моја страна, не звучат екуменистички. Значи, да се бара од вас да се откажете од Христа и да го признавате антихристот како вистинскиот Месија. Или да се бара од вас свесно да ја прекршите вашата совест и четвртата заповед и да одите на работа во сабота. Тоа не ми звучи екуменистички. Ви звучи вас тоа екуменистички? Не. Но, ајде ваков предлог. Што ако се случи следново? Утре задутре дзверот да ни каже на сите нам, у целиот свет, имајте си вие слободна сабота. Еве, имајте и богослужение во недела, имајте, нели? Па Елена Вајд ви вели при неделниот закон да имате богослужение во недела. Не е тоа проблем. И навистина тоа не е проблем. Сме имали и порано богослужение во недела. Покрај саботата и во недела. И во вторник, и во среда, и во петок. Држите се и понатаму слободна сабота. Држите си све што си држите до сега. Све што сте верувале до сега. Само едно барам од вас. Сите да се вакцинирате. Поставувам прашање за размислување. Како ќе постават повеќето адвентисти, повеќето саботјани во овој свет на еден ваков предлог? Според досегашната пракса. Ја не сугерирам дека тоа ќе биде тестот,
Но вчера прочитав една друга информација, дека дали беше во Канада, мислам во Канада беше. Во Канада, не сеќам кој е место. Веќе за невакцинираните нема ниту влез во супермаркети за купување, за продавање, за купување, значи. И понатаму не велам јас дека други го велат, не велам јас дека вакцинава е жигот на зверот. Точно е една мисла од еден православен, исто така независен денес, антирежимски, дисидентски настроен владика, кој што вели ова е само експериментална фаза. Ние сега живееме во експерименталната фаза. Како што рече брат Зоран или Олгица во коментарот. Ова е експеримент. Проверуваат. Тоа е само почетната фаза. Што следи понатаму во нивните планови, се разбира многу по-страшно, но за верните чеда Божи сето тоа е омикрон, сето тоа е множење со нула. Ама кој може да ги множи? Зверот, првиот звер, вториот звер, сите светски војски и сите светски полиции со нула е само оној кој што е целосно во Господа, во Христа, целосно на Негова страна. Според досегашната пракса на Адвентистичката црква, јас прогнозирам дека ќе биде многу ако 10% го одбијат тој предлог на Антихристот. Повеќето начело со сите унии, со сите дивизии и начело со Генералната конференција великодушно ќе речат: па да, браќа и сестри, па ова не е никаков проблем, ајде да го направиме. Ке речат ли така? Би рекли ли така? Ако зверот ви даде ваков предлог? За жал би рекле. Зошто православните цркви одамна, за жал и Адвентичката црква одамна, протестантите одамна, зошто водачите на еден куп некатолички цркви се донесени на ова дередже, на кој што лесно им соработуваат со Антихристот, со зверот, со фашизмот, кој што го гледаме на дело? Зошто толку лесно соработуваат? Што е тоа што не направи толку блиски, да речам, на новиот светски поредок? Што е тоа што не направи толку блиски, толку компромисни, толку дури дезориентирани? Што е тоа? Дали пред 100 години вака ќе се однесуваше Адвентичката црква? Пример. Не. Екуменизмот. Новата теологија. Со отровното вино на своето блудство. Она црвена блудница од Откровение 17 глава. И втората ангелска вест. Со отровното вино на своето блудство ги напои сите народи. Во Откровение се сеќаваме 18 глава. Со што друго ги излажа истата блудница сите народи? Се сеќавате на тој стих? 18 глава. Дваесет стих, ова веќе зборува за времето на уништувањето на Вавилон и на единствената светска влада. Ангелот Божи зборува:
и светлина од светила нема веќе да има и да осветлува во тебе, и глас на младоженец и невеста нема веќе да се чуе во тебе, бидејќи трговците твои, кои се овие? Ови се мултинационалните, глобалистичките, фашистичките корпорации. Ова се сите Pfizer-Meiser денес. Бидејќи трговците твои беа големи луѓе на земјата, зашто овој превод вели преку твоите магии се заблудија сите народи? А што стои во оригиналот? Преку твојата фармација се заблудија, беа прелажани сите народи. А што представуваше блудството? Што е блудството? Според Стариот Завет, што е тоа што Господ го нарекува блудство кај својот народ? Што значи блудство? Кога Израел бил нарекуван блудница, блудство, на што се мисли? Идолопоклонство, значи обожување на други богови. Кога мајката и керките, католичката и протестантските керки, се наречени блудници, на што се мисли? Што е блудството на христијанските цркви, кога се тие наречени Вавилон? Неверство. Прељуба. Што е нивната прељуба? Валда. Еве споменав папата веќе, овој папа отворено се клања на Луцифер, на Аллах, на пагански богињи и така натаму. Во многу протестантски цркви имаме содомија како признато нешто. Содомски венчавки, ракоположување на содомити во свештенството. Кај адвентистите не се уште, иако има нешто пред тоа. Некоја предходна фаза е во тек на големо. Последниве 3 децении. Но за денес да го одговорам само прашањето што го поставив. Дали апостол Јован само на тоа место, во 4 глава, зборува за Антихристот? Или зборува и на некое друго место? И во 2 глава, благодарам сестра Перса, и во 2 глава да отвориме и таму, да видиме што таму не предупредува возлюбениот Христов ученик, а што е многу битно за денес и во времето во кое што денес живееме. До 22-3 ке читаме. Прво Јованово послание, 2 глава. Ке почнеме од 18 стих. Чеда, така не нарекува апостол Јован, последен час е. Некој преводи последно време. И како што сте слушале дека ќе дојде Антихрист, и сега веќе се појавија многу антихристи, и од тоа разбираме дека е последниот час, или последното време. Видите сега една интересна мисла. 19 стих. Тие, на кој се мисли тие? На антихристите. Тие излегоа од нас, но не беа наши. Од каде произлегле овие антихристи? Од самата Христова црква. Апостол Павле што им рече на старешините и епископите не само Ефес, туку
цела денешна западна Турција или тогашната римска провинција Азија. И меѓу вас самите ќе се јават волци во јагнешка кожа, кои што ќе го извртуваат словото, значи ќе проповедаат лажни науки и ќе заведуваат народ за погибел. Тие излегоа од нас, рече Јован, но не беа наши, бидејќи ако беа наши, ќе останеа со нас. Многу интересен критериум. Но излегоа за да биде јасно дека не се сите наши. 20 стих вели: а вие имате помазание од светиот и сите тоа го знаете. Не ви пишав дека не ја знаете вистината, туку затоа што ја знаете и затоа што знаете дека ни една лага не доаѓа од вистината. Кој е лажливец, ако не оној што порекнува дека Исус е Христос, односно дека Исус од Назарет е вистинскиот Месија. А не ако дојде утре некој да ви рече јасно вистинскиот Месија, а не тој. И сега друг критериум за антихристот. 22 стих. Антихрист е тој што го порекнува Отецот и Синот. И 23 стих. Секој што го порекнува Синот, го нема ниту Отецот, а кој го признава Синот, го има и Отецот. Мнозина ќе речат, да, ова се однесува на евреите, на муслиманите. Може да се запрашаме на кој начин традиционалниот католицизам и протестантските керки, но ајде, антихрист е само првиот звер во историјата, евентуално го исполнуваат ова порекнување на Отецот и Синот. Дали со тоа што под Отецот низ векови и до ден денес го подразбирале не Оче наш кој си на небесата, туку Оче наш кој си во Рим. Дали може би со тоа? Не знам, поставувам прашање. Но на една работа се сеќавам и знам дека во библиската поука, адвентистичката библиска поука, во април 2008 година, самата поука и авторот на таа поука го порекна Отецот и Синот. Ако даде Господ детали за тоа, некогаш во иднина. Нема да биде ниту оваа година. Оче наш, те благодариме што се уште во мир и слобода и повеќето од нас и во добро здравие доаѓаме и ти служиме. Те фалиме и славиме и се храниме од Твоето Слово, од Твојата пророчка и сигурна реч. Те благодариме и за денешниот саботен ден. Те благодариме за секој Твој добар дар што сме го примили од озгора во сите изминати години. Те молиме, Господи, за предизвиците кои што денес стојат пред нас. Те благодариме што ги поразуваш овие режимски мерки и во Американскиот Сенат, и во нашата држава, и на многу други места во светот. Те молиме за нашите болни и немокни. Те молиме за сестра Луиза. Те молиме за брат Андре. Те молам јас најмногу за брат Крсте. Господи, само на Тебе се надеваме, бидејќи нашиот здив на сите нас, не само на брат Крсте, нашиот здив и сега за сите нас овде е само во Твои раце.
Те молиме, Господи, исцели го и оздрави го брат Крсте духовно и телесно. Врати го жив и здрав на неговото семејство и сите нам. И врати го кај Тебе, на патот на спасението, верата и вечниот живот. Ова те молиме и за ова ти благодариме во името Христово. Амин.